Воскреснувањето на марката Bugatti побуди огромен интерес на сите ентузијасти на 4 тркала. Како што е веќе познато, тој се појави со 16-цилиндерски мотор со 4 турбополнача кои произведува 1001 коњска сила. Некој се прашува зошто таа сила, но одговорните инженери на Bugatti направија уште една надградба на овој модел, на Veyronот се разбира, под името Суперспорт. Зошто Суперспорт? Моторот е ист, 16-цилиндерски и се разбира има 4 турбополначи, но овој има 200 коњски сили повеќе од претходниот. Значи, 1201 коњска сила го погонуваат овој модел кој има погон на сите тркала. Постигнува 435 км на час, а иронично производителот тврди дека брзината е ограничена на 405 км на час од безбедносни причини. Овој модел можете да го набавите ни помалку ни повеќе за 1.500.000 евра. Или, ако сакате, тоа би можело, со тие пари би можеле да купите 3 блиндирани автомобили. Долгогодишната соработка на Пининфарина со Скудерија Ферари е кронисана со уште еден извонреден супер автомобил. Неговото име е FF и што го издвојува од досегашните модели на Ферари е неконвенционалниот изглед, особено на задниот дел кој делува како извонредно купе. Она што е интересно за моделот FF е што од него се отстранети сите оние агресивни елементи на дизајнот кои го правеа Ферари едно од највпечатливите, но и едно од најагресивните автомобили, не само по изгледот. Со FF продажбата треба да започне некаде кон крајот на годината, а неговата цена се уште се чува во тајност. Иако е актуелна, хибридната технологија не е новост во светот на автомобилите. Првиот хибриден автомобил е направен од автомобилскиот визионер доктор Фердинанд Порше. Тој е овој модел зад мене и направен е 1900 година. Тој има погон на предните тркала електричен, а на задните тркала со помош на отомотор, односно мотор на внатрешно согорување. Од тогаш се поминати нешто повеќе од 100 години кога оваа технологија беше серијски имплементирана во светот на 4 тркала. Но основачот на хибридната технологија, компанијата Порше, продолжува понатаму со производство на хибридните модели, а тоа е новата Порше Панамера која има хибриден погон, се разбира синергија на електромотор и мотор на внатрешно согорување. Овој модел што го видовте пред малку има непроценлива вредност, додека Порше Панамера со хибридна технологија можете да ја купите за колку толку добра цена, 130.000 евра. Уште еден бисер на автомобилската индустрија е представена во Женева. Неговото име е Визман и тој произведува извонредно мали серии. Познате што произведува од 15 до 40 автомобили од една серија. Сега е представен новитетот наречен едноставно Спајдер, бидејќи нема никаков покрив, а самата технологија на овој модел е направена по теркот на Формула 1. Тоа значи дека подпирањето предни
предните и задните тркала имаат амортизација идентична на болидите од Формула 1. Се разбира, за овие перформанси да бидат во потполност искористени, употребен е Мерцедесов мотор, произведен во оделението AMG, кој испорачува 630 конски сили.